Една година од одлуката за спомен обележието. Време е за одговори. Сдруженијето 16 март 2025 Кочани бара одговори од институциите за реализацијата на спомен обележието во чест на жртвите од трагедијата во Пулс. Имено родителите на трагично загинатите во катастрофалниот пожар потсетуваат дека лани во собранието беше прифатен амандман со кој беа обезбедени 2 милиони денари за подготовка и почеток на активности за изградба на меморијалот. Но, како што тврдат, на средба со министерот за култура им било кажано дека средствата биле пренаменети за други цели. Дали меморијалот вакво значење требаше да биде целосно инициран, подржан и реализиран институционално од Република Северна Македонија, наместо семејствата паралелно да бараат дополнителни начини за обезбедување средства преку донации? Спомен обележието не е само проект, тоа е место на сеќавање, достоинство и траен однос кон 63 прекинати животи. Од Сдруженијето прашуваат и дали е донесена новата прераспределба на средства, кога тие ќе бидат ставени на располагање и кога конечно ќе започне реализацијата на спомен обележието. Телевизија 24 побара одговори на овие прашања и од Министерството за култура и од пратеникот во собранието Миле Левков, кој за 24 тврди дека нема никаква пречка за реализација на овој значаен проект за родителите, но посочува дека законските процедури мора да се почитуваат. Процесот не е запрет. За спомен обележието е предложено и е прифатена локација во центарот на Кочани, место викано Стар парк. Истото е потврдено од стручните служби дека местото е соодветно од урбанистички аспект. Останува можеби некој недоразбирање со Министерството за култура, меѓутоа и тие и јавно соопштија и се достапни нивните јавни соопштенија дека се подготвени да ги обезбедат средствата за реализација по завршувањето на законските постапки. Од Министерството за култура пак до емитување на прилогот одговори не добивме.